Вашингтон, јас сум Лилица Китановска, ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски. Председателот Барак Обама на лидерите на Иран им ветува нов почеток на односите, но тој вели тие сега треба да изберат меѓу закани и ангажираност. Со ова и со реакцијата од Иран ја започнуваме денешнава емисија. На почетокот на прославата на персиската нова година или Норуз, председателот Обама зборуваше за нов почеток. На снимена порака тој им се обрати не само на народот на Иран, туку и на неговите лидери. Имаме сериозни разлики кои се создадени со тек на време. Мојата администрација сега е определена да се посвети на голема лепеза на прашања меѓу нас и да се залага за конструктивни односи меѓу САД и меѓународната заедница, рече тој. Но тој исто така кажа дека напорот не може да биде едностран, нагласувајќи дека иранските лидери имаат избор. Процесот нема да оди напред со закани. Нам ни треба ангажман што е чесен и заснован на меѓусебна почит. Неговите забелешки беа помирливи и насочени кон еднината, што е спротивно на тонот на претходниот председател Џорџ В. Буш, кој одби секаква комуникација со иранските лидери и кажа дека Иран е дел од оските на злото. Во неговата новогодишна порака, председателот Обама не ги идентификува точките на несогласување со Иран. Тој рече само дека нема да биде лесно да се решат, но дека може да биде сторено. Зашто, како што кажа, во суштина, народите на САД и на Иран имаат исти надежи и заеднички соништа. И реакцијата на Иран беше поздравување на повикот на американскиот председател Барак Обама за подобри односи меѓу двете земји, но вели дека зборовите сами по себе не се доволни. Али Акбар Џаван Фекер, советник на иранскиот председател Махмуд Ахмединеџад, кажа дека САД мора да ги поддржат своите зборови со соодветни постапки и дека Вашингтон треба да направи фундаментални промени во својот пристап во односите со Техеран. Шефот за надворешна политика на Европската унија, Хавиер Солана, коментираше дека повикот на председателот Обама може да отвори ново поглавје во односите со Иран. Русија исто така го поздрави американскиот обид за приближување. Со повеќе од половина изработени денови од неговите први 100 дена на функцијата, председателот Барак Обама веќе се оценува за тоа како ја врши работата. Уште од самиот почеток, Барак Обама вети амбициозна агенда. Денес ви велам дека предизвиците со кои се соочуваме се реални, сериозни се и ги има многу. Нема да бидат остварени лесно, ниту пак за кусо време, но знајте, ќе бидат остварени. Прв приоритет за него беше слабата американска економија. И неговото најголемо достигнување досега е усвојувањето на планот за стимулирање на економијата. Джереми Мајер е председателски експерт од Универзитетот Џорџ Мејсон од Вирџинија. Усвојувањето на тој пакет од политички аспект е голем успех. Некои председатели на функција се цели 4 години без да постигнат нешто толку крупно. Сепак мнозинството на републиканците не го поддржа овој стимулирачки пакет помош, тврдејќи дека е прескап. За време на пресконференции и дебати, законодавците, како сенаторот Ламар Александар, се сомневаа во ефикасноста на планот што предвидува истовремено фаќање во костец со други комплексни прашања, како здравствената заштита, реформи во образованието и енергијата. Реакцијата на председателот беше дека знаеот и некои веруваат дека предизвиците може да ги решаваме еден по еден, но ова вели не е момент кога се има тој луксуз на избор. Председателите се проценувани за извршената работа по првите 100 дена уште од Франклин Рузвелт од 1930-тите. Рузвелт дојде на функцијата во време на големата депресија во САД и веднаш се впушти во големи економски активности. Единствената работа од која треба да се плашиме е самиот страх, кажа тој. Рузвелт привремено ги затвори банките и креираше владини програми за враќање на американците на работа. Некои експерти повлекуваат паралела меѓу председателот Обама и председателот Рузвелт. Професорот Стивен Вейн од Универзитетот Џорџтаун вели дека Обама во моментов балансира меѓу оптимизмот и реализмот во врска со економијата. Од една страна, вели Вейн, тој треба да биде реален и не може да каже дека се ќе биде повторно добро ако се усвои некој негов предлог, но од друга страна, луѓето сакаат да имаат надеж.
Но Обама во првите денови се фокусира и на надворешната политика. Тој одреди рок за повлекување на поголемиот дел од американските трупи од Ирак. Донесе одлука за испраќање дополнителни 17.000 војници во Афганистан и потпиша указ за затворање на американскиот притворен центар во Гвантанамо во Куба. Најновите анкети покажуваат дека тој ја има поддршката на јавноста, но последниве недели таа се дава со помал ентузијазам. Полицијата во Соединетите Американски држави се повеќе користи високотехнолошки направи, што вообичаено беа наменети за воени услови. Од една полициска единица во Орландо, Флорида, ќе видиме како и зошто се користат овие помагала. Ова е iRobot Negotiator или робот преговарач. Наредникот Марк Кенти раководи со тимот специјалци во Орландо што ја користат оваа направа. Посебен екран покажува што забележала роботската камера. Ни помага да добиеме разузнавачки податоци за да знаеме во што се впуштаме и каде одиме. Производителот на оваа направа ја снабдува со роботи американската армија. Роботот може да се качува по скали, да додава предмети и да набљудува, се што треба за извршување на една полициска задача. Некои од високотехнолошките направи се популарни од други. Например, оваа направа, често употребувана од тимот специјалци од Орландо, личи на тениска топка, а обезбедува прегледност во радиус од 360 степени. Досега е употребувана од израелската армија. Еден од офицерите во тимот, Џон Воршам, вели дека најмалку една од овие направи е во употреба кај 25% од сите операции. Употребата на технологијата во реални услови и знаењето кога да се употреби, а кога не, ќе биде клучот за ефикасно имплементирање новија помагала во нашиот арсенал. Сепак, технологијата може да има и негативни страни. Наредникот Кенти вели дека овие направи никогаш го забавуваат неговиот тим и не се најсоодветната замена за човечките вештини. Мислам дека на технологијата треба да гледате како еден вид на дополнение што ни помага во извршување на задачите. Се уште има потреба од добро обучен офицер на местото на настанот кој ќе управува со таа опрема. Полицискиот оддел на Орландо потрошил $10,000 во овие високотехнолошки направи и има намера и натаму да го следи трендот, зашто веруваат дека тоа ќе ја направи нивната работа побезбедна. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.